Протести се дозволени секаде, меѓутоа насилство не се толерира. Во државата има институции кои функционираат и се справуваат со предизвиците. Оттаму, надлежните институции преземаат се што е потребно за да спречат какви било појави на насилство. Изјави денеска во Охрид претседателот на Република Македонија Ѓорги Иванов во врска со протестите за пресудата за случајот Монструм и повеќекратното убиство кај Смилковското езеро. Сите отворени прашања може да се решаваат преку институциите. Оној кој се сомнева во каква било дејност или активност на одредени институции, може тоа преку институционален пат да го оствари. Тоа се однесува и на пресудата за случајот Монструм. Насилство како начин за остварување одредени цели секој пат се осудува, истакна Иванов. Во изјава за весникот на албански јазик Коха, поглаварот на исламската верска заедница Реисул Улейма Сулейман Реджепи ги осуди лицата што манипулираат со незадоволството од пресудата за осудените за случајот Монструм. Иако и претходно во слични протести организирани од албанци се вееле знамења на Саудиска Арабија и знамето на џихадот, поглаварот сега првпат јавно го осуди таквиот чин. Јас лично повеќе би ги мавал лицата што манипулираат со протестите отколку да го изразувам гневот кон полицијата, изјавил Сулейман Реджепи во врска со протестите за случајот Монструм. На протестите во Скопје имаше премногу хорор. Видовме странски знамења со арапски текстови кои не припаѓаат на нашата нација, нашата држава, па дури и на нашата вера. Тоа беа знамења на обични манипулатори. Зошто е потребно знамето на Саудиска Арабија да се вее пред носовите на македонските полицајци? Јас не верувам дека арапската држава ќе им дозволи да манипулираат со националното знаме. Таквите лица без сомнение се вклучени со цел да се девалвира национален или верски протест, вели Реисот Реджепи. Поглаварот на ИВЗ предупредува дека е многу ризично да се организираат протести, чиј организатор не се знае и стануваат девалвирачки и штетни. Европската Унија денеска повторно излезе со повик до сите граѓани на Република Македонија да останат смирени и да се воздржат од насилство. Маја Коцијанчич, портпарол на Европската комисија по повод најавените утрешни протести и контрапротести во однос на судската разрешница на случајот Монструм, во име на официјален Брисел ги повикува македонските граѓани и политичките лидери во земјата да се здружат во духот на конструктивен диалог за решавање на прашањата кои го поткопуваат земното разбирање и кооперативни меѓуетнички односи. Последните инциденти во Македонија се мощна сериозна опасност од подлабока етничка поделба, оценува поранешниот директор на програмата за Македонија во меѓународната кризна група Едвард Џозеф. Се чини дека оние кои се осудени и веројатно се одговорни за убиствата примаат јавна поддршка. Тоа е многу вознемирувачки, изјави Џозеф. Тој состојбата ја става во поширок контекст на ургентната потреба Македонија да влезе во НАТО, односно подсетник дека е направена голема грешка што се држи замрзната македонската апликација поради грчкото противење. А Министерството за внатрешни работи идентификуваше и во координација со јавен обвинител кривично пријави 10 лица учесници во протестот организиран на 6 овој месец во Тетово, а во кој беа повредени 6 полициски службеници и 3 други граѓани. Собранието на Република Македонија денеска со 71 глас за и 1 против го прифати предлогот за именување заменик министри во владата. Од 15 заменик министри, 9 минат повторно добиваат мандат, а останатите 6 првпат ќе имаат шанса да извршуваат таква функција. Премиерот Груевски во образложението истакна дека се работи за лица кои се подготвени да ги вложат своето знаење и искуство во спроведувањето на програмата на владата. Од неизгасната цигара бил предизвикан пожарот на клиниката за детски болести. Малолетна мајка од Шуто Оризари, чие бебе било хоспитализирано во болницата, синоќа околу 20 часот запалила цигара во оставата на 5-тиот кат, која вработените користеле како магацин. На излегување не ја изгаснала добро цигарата, пошто избувна логан. Во пожарот предизвикана е помала материјална штета, запалена е една инвалидска количка и 2 душеци. Но со брзата реакција на вработените огнот е брзо локализиран, велат од детската клиника.